Премиерот Христијан Мицкоски реагира на одлуката на Европскиот суд за човекови права да отвори предмет за случајот на поранешната министерка Гордана Јанкуловска. Тој вели дека ова е доказ за сериозни пропусти во судскиот процес, политички влијанија и нарушување на човековите права. Мицкоски остро ги критикува судиите кои, според него, носеле политички пресуди и денес бараат повисоки плати, додека истовремено ги атакуваат пензионерите за зголемувањето на пензиите. Премиерот истакнува дека правосудството е заробено од претходната власт и дека се потребни суштински реформи, а не зголемување на платите на судиите. Дека реформи во делот на судството и обвинителството се апсолутно потребни, но суштински реформи, не е зголемување на платите. Не е зголемување на платите, но овие суди кои што не ја заслужуваат ни оваа плата, која што, ќе повторам, е драматично поголема од просечната плата во државата. Директорот на Бирото за јавна безбедност, Александар Јанев, ја предводи македонската делегација на Генералното собрание на Интерпол во Маракеш, Мароко. На настанот учествуваат високи делегации од сите членки на Интерпол, кои разгледуваат стратешки и оперативни теми, меѓу кои борбата против транснационален организиран криминал, зајакнување на глобалните полициски капацитети и унапредување на улогата на жените во полицијата. Делегатите дискутираат и за пилот проектот Сребрена потерница и за промоција на ратификацијата на Конвенцијата на Обединетите нации против сајберкриминал. Министерството за енергетика воведува современ дигитален систем и специјализиран дрон за надзор на концесиите за минерални суровини, соларни и ветерни инсталации. Новата технологија овозможува прецизно следење на експлоатацијата, проверка на координати и целосен увид во инфраструктурата. Дронот го зајакнува инспекцискиот надзор, овозможува брза и ефикасна контрола без физичко присуство на терен и значително го намалува ризикот од злоупотреби. Министерството вели дека ова ја зголемува транспарентноста и одговорното користење на природните ресурси. Обучени вработени ќе управуваат со дронот, а со оваа иновација државата го следи современиот светски тренд во управувањето со енергетски и природни ресурси. Катастрофални врнежи предизвикаа големи поплави во Албанија, при што околу 1000 домови и над 1500 хектари земјоделско земјиште се под вода. Стотина семејства се евакуирани, а еден човек загина во село Кајдевол. Најпогодени се регионите Лежа, Пешкопеја, Фиер, Берат, Корча, Ѓирокастро и Валона. Поплавени се стотици домови, а скоро 20 мостови се оштетени, од кои неколку ќе треба да се изградат повторно. Особено критична е состојбата кај каскадата на реката Дрим, каде што се наоѓаат најголемите хидроелектрани. Албанската армија активно работи на спасувачки операции, евакуација, дистрибуција на храна и зајакнување на насипите. Властите предупредуваат дека опасноста се уште не е мината. Српскиот председател Александар Вучик свика итен состанок со енергетскиот тим поради актуелната состојба со компанијата НИС, соопшти РТС, без дополнителни детали. Провладините медиуми предупредуваат дека итноста може да значи лоши вести во текот на преговорите. Состанокот доаѓа неколку часа по средбата на Вучик со американските конгресмени Майкл Тарнер и Доналд Норкрос. Председателот порача на Инстаграм дека функционирањето на НИС и енергетската безбедност се од клучно значење за Србија и изрази надеж дека отворените прашања ќе бидат наскоро решени. Европската централна банка започна процес за редизајн на еврото по повеќе од 2 децении. Во тек е голем меѓународен конкурс, а за новите банкноти се избрани 2 теми – реки и птици, која ја представува европската природа, и европска култура, со мотиви на историски личности и културни простори. До 2026 година Европската централна банка ќе ги одбере најдобрите предлози, а граѓаните ќе можат да дадат свое мислење. Новите банкноти ќе бидат пуштени во оптек дури неколку години подоцна поради сложеното производство. Целта е подобра заштита од фалсификување, подржливи материјали и полесна употреба за лицата со оштетен вид. Старите банкноти ќе останат важечки. Председателката Кристин Лагард истакна дека еврото е символ на европско единство и разновидност. Тројца бомбаши самоубийци го нападнаа седиштето на паравоената гранична полиција во пакистанскиот град Пешавар. Во нападот загинаа најмалку 3 припадници на безбедносните сили, а 5 мина се ранети. Нападјачите прво отвориле оган, потоа насилно влегле во комплексот и се разнесле. Безбедносните сили и армијата ја опколиле областа, сомневајќи се дека во објектот има уште терористи. Ранетите се пренесени во болницата Лејди Ридинг, засега никој не презема одговорност. Нападите во регионот се зголемени по последните гранични судири меѓу Пакистан и Авганистан, при што Исламабад ги обвинува афганистанските талибанци за засолнување милитанти, обвинувања што Кабул ги негира. Иран се соочува со една од најтешките суши, а председателот Масуд Пезешкијан предупредува дека Техеран, град со над 10 милиони жители, може делумно да се евакуира ако до крајот на ноември не падне дожд. Половина од земјата нема видено дожд од летото, а главниот град трпи постојани рестрикции и пат на притисокот.
Причината е децении прекумерно користење на вода, неуспешно наводнување и дотраена инфраструктура. До 35% од водата се губи поради протекување на цевки, а годишно исчезнуваат огромни количини, еквивалент на езеро секои 3 години. Милиони жители се преселија околу Техеран поради пресушени бунари, а властите предупредуваат дека системот може да колабира ако кризата продолжи. Мировните преговори меѓу САД и Украина во Женева завршија со голем напредок, според американскиот државен секретар Марко Рубио. Делегациите се вратија во своите земји за да ги информираат претседателите за договореното, а се очекуваат уште технички одговори во следните 24 часа. Рубио истакна дека Киев е убеден да ги разгледа најновите американски предлози, иако украинската страна првично беше скептична. САД се надеваат на траен, сеопфатен мир, но остануваат тешки точки, особено поради максималистичките барања на Русија. Креми соопшти дека не добил нов официјален план, иако знае дека постојат прилагодени верзии. Европските лидери, како претседателот на Финска, велат дека напредок има, но дека најважните прашања допрва треба да се решат. На 19 октомври, Македонија и Естонија одржаа локални избори, но атмосферата на социјалните мрежи беше целосно различна. Додека во Македонија политичарите непречено трошеа пари за спонзорирани објави, во Естонија ваквите реклами беа забранети 10 дена пред изборите. Причината – новите строги правила на Европската унија за политичко рекламирање, кои бараат целосна транспарентност за изворите, финансирањето и таргетирањето на гласачите. Социјалните мрежи, пред се Facebook и Instagram, не успеа да ги исполнат европските стандарди, па едноставно ги исклучија сите политички реклами во Европската унија. Но Македонија, која не е дел од унијата, остана во тотално нерегулиран простор. Тука за време на кампања е дозволено буквално се, нема надзор, нема ограничување и нема институција што следи кој плаќа, колку плаќа и што објавува. Бирн пресмета дека само за еден месец политичарите потрошиле околу 200.000 евра на Facebook и Instagram. Реклами се пуштале и пред кампањата, и за време на изборниот молк, па дури и со негативни пораки за противниците. Она што е строго казниво во медиумите, на социјалните мрежи поминува без последици. Во меѓувреме, Европската унија воведува уште построги мерки поради случаи на странско влијание, како во Романија и Унгарија. Кај нас, ОПСЕ, ревизија и антикорупцијска со години бараат регулација, но промените во изборниот законник стојат заглавени. Македонија со години ја остава највлијателната сфера на кампањите, интернетот, целосно нерегулирана. Во време кога социјалните мрежи ја формираат политичката перцепција, ова не е пропуст, туку ризик за целосно нарушување на изборниот интегритет. Без надзор, политичарите имаат слобода да купуваат влијание без траги, а граѓаните остануваат без заштита од манипулации.